Почитувани, Скопје веќе неколку дена поред се наоѓа меѓу 10 најзагадени градови во светот, а Шилегов не превзема ништо за да ја подобри ситуацијата. Во текот на вчерашниот ден, на неколку локации во Скопје, измерени се енормни стапки на загаденост за овој период на годината. Мерната станица кај ректоратот измерила ниво на канцерогени PM10 честички во висина од 169 микрограми на метар кубен, што е 3 пати повеќе од дозволеното, додека мерната станица во центар покажала ниво на загаденост од 100 микрограми на метар кубен, односно 2 пати повеќе од загаденото. Ветуваа живот, а да не е со смог, загаден воздух и зголемен број на канцерогени честички во воздухот. Најголемото предизборно ветување на Шилегов дека ќе обезбеди почист воздух не го реализира, ниту превзема било што во насока на подобрување на квалитетот на воздухот. Напротив, централната влада, од чии партиски редови доаѓа и Шилегов, крати од буџетот за животна средина. Почитувани, ниво на загаденост од 2 до 3 пати над дозволеното во период пред отпочнување на грејна сезона е алармантно и недозволиво. Шилегов е директен виновник за ваквата ситуација. Иако повеќе од една година е градоначалник, нема превземено ниту една мерка за превенција и подобрување на квалитетот на воздухот. Шилегов од опозиција ветуваше итни мерки за справување со загаденоста на воздухот. За сега да приредува хумористични стендап настапи за својата на работа, додека Скопје се гуши. Господине Шилегов, граѓаните не ве гласаа да кажувате колку не работите и од тоа да правите хумор, бидејќи на граѓаните не име досмеа кога се со респираторни болести ги полнат болниците. Скопјани очекуваат работа, а не хумор од човекот кој според функцијата е градски татко. Ако не сте способни да се справите со реалните проблеми на граѓаните, поднесете си оставка. Ви благодарам на вниманието.